Добредојдовте во новото, второ премиерно издание на емисијата Showtime. Време е заедно да ги наполниме батериите за новата работна недела со вистинско неделно опуштање пред малите екрани со големите звезди. Вие во вашите удобни Софија, јас во мојата омилена Елит Софа, од каде и ве дружам вечерва. Веќе знаете што се може да очекувате, но сепак за подсетување во продолжение еве најавата за она што следува во следните Showtime минути на Jingle TV. Во второто издание на Showtime ке гледате повторно на улица. Со големо задоволство и возбуда ве водиме на најновото издание на Статуа Фест 2021 година. Разговор со ликовите кои за само 2 дена срцето на Скопје го направија театар на улица и предизвика илјадници насмевки ке скопјани. Тој денеска број стотици илјади прегледи и следбеници преку социјалните мрежи на Instagram и YouTube. Прво Showtime интервју со јутјуберот Стефан Лазаров, кој во моментов ја живее македонската YouTube слава. Изгубила сам себе. Showtime на промоција на 13-тиот роман на популарната водителка и писателка Весна Дедич. Изминатиот викенд, центарот на Скопје беше препун, со илјадници и широки насмевки кај посетителите на најновиот дводневен фестивал на улицата Статуа Фест 2021. Едни од најпрепознатливите улици на Скопје, новоотворениот кеј 13 ноември и улицата Македонија беа премали за големиот број на граѓани кои дојдоа да уживаат во моќните перформанси на актерите од продукцијата театроска. Темата на годишниот Статуа Фест, другото лице на улицата, беше Скопје на улица. Што се прават скопјани во текот на еднодена ноќја, движејќи се забрзано или пак бавно низ улиците на нашиот град? Се наоѓаме на втората локација на Статуа Фест Скопје на улица, кој што во моментов завршува. Тоа е фестивал на живите статуи на останатите. Оваа година се одржуваше на две локации, на улица Македонија и на ново реконструираниот кеј 13 ноември. Оваа година, како и претходната, дадовме акцент на македонската продукција, односно на македонските артисти, затоа што сакаме продукцијата театрос да стане се пообемна и на наше големо задоволство се повеќе артисти, односно актери, се заинтересирани да бидат дел од ваквиот фестивал и воопшто да бидат дел од уличниот театар, односно оваа улична уметност наречена жива статуа. Денеска сите сме всушност што прават скопјани, но на улица. Собрани на улица, значи имаме од цвеќе, деца на лулашка, скопјани кои што маваат табла. Во принцип тоа е што го представуваме на овој фестивал. Инаку во однос на моето искуство веќе 12 години се занимавам со оваа работа, поточно со пантомима и физички театар, но покрај тоа како една гранка и стрит артот, каде што посетивме многу фестивали, многу земји, огромно искуство, многу костими сменивме и така натаму. Сепак се радувам што настапуваме во нашиот град. Моментално можеби бевме меѓу првите артисти со Војо Цветановски кои што почнавме во Македонија, а сега веќе целата оваа трупа од 14 артисти сите се од Македонија и сите го прават ова. Што значи до негде веројатно и наш успех можеби. Пред да го одржиме ова пето јубилејно издание на Статуа Фест, имавме неколку настапи надвор од нашата земја, од кои што настапувавме во Хрватска и тоа на 3 улични уметнички фестивали, во Хвар, во Брач и во Загреб, каде што во Загреб и веќе склучивме меморандум за соработка, имено театрос настапуваше со својата продукција на најстариот уличен уметнички фестивал во Хрватска, Cest is the Best. Се надеваме дека годинава што следи ќе можеме да имаме повеќе фестивали надвор, имајќи предвид целата ситуација што се случува со пандемијата. Да се биде жива статуа е исклучително тешко и бара многу напор и внимание, заради тоа што е специфична уметност, односно како што е наречена тивка уметност, заради тоа што ние не ја раскажуваме приказната користејќи говор, односно зборови, туку ја раскажуваме преку телесната и фацијалната експресија
именно за да се случи вакво нешто, предходно треба да се посетуваат тренинзи и исто така треба да се сака да се работи ова уметност, потребно е доста време. Значи кога се прави еден ваков лик, треба најпрво да знаеме што конкретно ќе раскажеме, потоа да ја осмислиме самата приказна, начинот на кој што ќе ја раскажуваме, во која боја ќе бидеме представени, потоа каков костим ќе избереме за изработка и секако она што е најважно, кои реакции ќе ги употребиме при контактот со публиката. Предпоставам гледачите ќе препознаат по твојот глас или ќе Да. 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 Главни ликови, кажи ми, колка е разликата во сосема друг аспект на глума? Па да, нема Во театар. Точно. Нема ништо заедничко ова со тоа што се прави зад микрофонот, конкретно во дали се турските серии или се анимирани серии, цртани серии, исто многу снимам. Нема врска, тука е напротив, тука говорот е трнатна страна, немаме говор, а таму пак имаме само говор. Така што и двете си носат некоја своја тежина. Таму треба да доловиме емоција и да доловиме карактер, а имаме само гласот, го имаме како инструмент, а овдека пак го имаме само телото како инструмент и само нашите движења. Значи двете си се некако посебно, да кажам, тешки, интересни и забавни, едноставно како различен принцип на израз. Тоа е тоа. Ме радува тоа што скопјани веќе од година во година се повеќе и повеќе се навикнаа на овој начин, на оваа култура на улица. Знаат како да се однесуваат, знаат да се насмеат, да фрлат некоја паричка, да тоа биде убаво и од наша страна и од нивна страна. Веќе можеме да видиме дека ова уметност е допрела до граѓаните и дека истите ја почитува, што за нас како Сдружение на граѓани театрот значи многу. Ние искрено се надеваме дека Статуа Фест ќе продолжи да се случува и во наредните години и секако ги покануваме оние кои што сакаат да бидат дел од овој фестивал да контактираат со нас и многу благодарам за посетеност. Джингл телевизија и оваа година беше горд медиумски партнер и подржувач на еден од најмасовните и најпосетувани настани под отворено небо. Изминатите години кај нас се надеваме дека оваа слика ќе биде уште поубава и следното издание со многу детски, но и возрастни насмевки низ улиците на Скопје. Има време за уште многу магија и многу забава. Се гледаме на шеската на Статуа Фест веќе следната година. Него веќе дефинитивно го познаваат сите. Се појави скромно во емисијата Студио Модерна модниот стилист Сергеј Верошлија, а денеска брои стотици илјади прегледи на сопствениот канал како дел од македонската YouTube сцена. Тој во моментов е популарен со неговите авторски песни и соработки со уште подобро познатиот јутјубер Джипи. Ставна збор за мултиталентираниот Стефан Лазаров, кој докажа дека одлично му оди и водителството, но и музиката. Ви ги најавувам минутите шоу, минути заедно со познатиот македонски јутјубер, кој верувам го знае и младата публика, Лазаров, токму во продолжение во Showtime. Ми требаш само ти, ми требаш само ти, ме оставаш без див, ти ме оставаш без див, ти за нас да ме вратиш. Прекрасна вечер и дел од Карпошово лето, до мој одличен соговорник, некако од водител, се преминува на музичка сцена и мене ми е навистина драго, мој драг пријател Стефан Лазаров. Здраво и како си? Многу ми е драго што те гледам пак, прекрасно изгледаш, се гледаме за убава прилика, фантастично се чувствувам и драго ми е што го правиме интервју по настапот, зашто сега можам да бидам сигурен дека топ поминав и многу ми е кеф што вакви убави емоции да доживееш не е често. Така и можеме да кажеме дека и публиката пееше цело време со теб. Да, тоа ми е најдраго, а уште подраго ми е што ги пеа новите песни кои што се излезени пред 10 дена, нема многу време да ги научат, меѓутоа имаме 2 хита, така да затоа и ги знаат.
Кажи ми, Стефан, некако од водител сега во пејач. Зошто баш, како се роди таа идеја? Супер ти са песна да продолжи само напред некако. Ти овде кај нас правиш нешто многу поразлично од останатите и некако ја привлечуваш и публиката со секој твој различен потек. Од каде толкова инспирација и зошто баш музика? Музика, зошто? Заради тоа што прво имам дома татко кој што е за мене најдобриот басист кој што некогаш постои во државава и најверојатно тие музички гени само требало време за да излезат од мене, за да се појават. Јас со музика почнав песни да правам пред 3 години, меѓутоа првите година и пол 3-4 песни ми поминаа катастрофално, дури лошо. Меѓутоа сега веќе кога малце посериозно влегов во ова, малце посериозно почнав да работам, направивме студио со тој што со камерманот Дарко Јовановски, ќе си го поздравам. Меѓутоа се уште не се сметам дека сум на толку добро ниво и затоа одлучивме заедно со GP да отидеме кај Двабона. Мислам, работиме со страшни професионалци кои што ни напиша 2 хита, значи стварно 2 хита. Амбицијата за музика едноставно не знам. Има некогаш кога ги правиш работите само колку да ги направиш, кај мене не е така, едноставно уживам. Еве тука што сум вечерва, не ме интересира искрено ниту пари, ниту слава, на бина се осеќам свој. Сега можеби се уште смешно да зборувам на ваков начин заради тоа што можеби сум премногу на почеток и имам уште многу да работам со музика, меѓутоа кога се вели јавна професија за мене представува се. Така да ако можам да бидам водител, можам да бидам и музичар, ама само ако добро работам. Добро, Стефан, дали ова значи дека ќе го оставиш водителството? Не, никогаш. Види, водителството за мене секогаш ќе биде, да кажам, примарна работа, заради тоа што односот со камера, начинот на говор, кокетирање со публика, секогаш ми било најака страна, а музиката ќе ми биде за сега љубов и мотив за повеќе. Кога ќе станам доволно добар да можам да кажам дека сум музичар и дека сум артист, тогаш ќе кажам дека музиката ми е во втори или трет план. А за сега водителството, јутуберството останува. Добра, сега кажавме дека имаме 2 нови песни. А дали продолжуваме уште по неколку нови хитови? Да. Дали имаш на пример некои сега соработки кои што дали работиш моментално на некоја нова музичка numera? Вчера снимив нов рефрен. Одлично. Се шал. Го пееш после. Се споевме со GP. Тоа е најново нешто што се случи на македонската сцена, за мене не само YouTube, туку македонската сцена. И планираме да работиме јас и он, само јас и он годинава, зашто сакаме да имаме големи настапи од март, мај натаму кога ќе се среди ситуацијава. Можеби ќе направиме колаборација јас, GP и некој артист, но меѓутоа мислам дека сега за сега ќе тераме заедно. Направивме 2 песни во рок од 14 дена, снимени спотови, објавени, измонтирани. Господ да не чува, не знам како го изведевме тоа, но го изведевме. Која е тајната? Тајната е љубовта. Знаеш како кога работиш нешто, ако ти е мака да го работиш, нема да го работиш. Меѓутоа ние останувавме и монтиравме до 7 сабајле, станувавме преку денот, снимавме спот, заради тоа што тоа го сакаме, тоа ни е љубов. 2 песни ги снимивме и сега дефинитивно следуваат и многу нови песни. Добро, значи ние ќе очекуваме. Мораме да споменаме дека нели имаше YouTube канал, нели сега и водителството, како пронаѓаш време и кажи ми колку е тоа напорно да се работи кај нас и дали имаме профит од тоа? Да, убаво прашање. И многу е напорно да се работи, но пак ќе кажам, ако стварно го сакаш, не ти е напорно. Јас се соживеав со YouTube. Од мене YouTube ми стана секојдневие. Луѓето што ме гледаат, ја не ги сметам за бројка или сабскрајбери, ја не ги сметам за фанови, ги сметам за фамилија, заради тоа што да не се тие нема да сум јас тоа што сум денес. Профит има многу, ако си паметен. Кај нас проблемот во нашава држава е со секој што се бави со јавна професија е што мислат дека ќе го доловат нештото, песна, емисија, проект, шо и да е, и дека некој ќе им тропне на врата, ќе им сави, еј, дај да ти дам пари, пошто имаш песна. Не. Ако си паметен, ако знаеш да одржиш однос со спонзори, ако знаеш да бидеш другар со сите, се отвараат многу врати, а многу ми е драго што конечно во Македонија почна да големите фирми да сваќаат дека бенефит имаат од нас. Многу поретко од телевизиите, за жал, заради тоа што телевизиите на малку поразличен начин почнаа да работат. Моје мислење. Така. Мораме да споменеме и дека малку беше и критеричен спрема медиумите. Мене секако не можеш да ме одбиеш, па и така и натаму имаш договорен интервју со мене, како и да е. Јас не спаѓам од таа категорија, дете молам, кажи, после му објасни убаво. И кажи ми колку се ти разочара од сето тоа и што мислиш дека треба да се промени, како што на пример вие давате
нам подршка, така нели ние треба да ви даваме вам. Што мислиш дека треба да поправиме кај нас? Па прво треба да се промени менталитетот на новинарите, а и на јавните личности, дека ако јас сум кај тебе во емисија, јас ти помагам, или ако ти мене ме викнеш, ти ми помагаш. Не, тебе ти ова работа, исти мене ми е работа. Значи денеска сме тука за нив, не за мене или за тебе. Кога ќе го промениме тој менталитет, кога новинарите ќе станат неселективни, кога ќе водат интервјуа, ќе викаат гости по успех, а не по ало брат, дај да промовирам кај тебе песна, тогаш ќе се промени. Јас бев и од вашата страна, сега сум од другата страна. Многу добро знам зошто моментално младите кои што се актуелни веќе одбиваат интервјуа. Заради тоа што не само што не ги вика, не викаат на интервју, туку и кога ќе се појавиме на интервју, прашањата се исти. Новинарите не се спремаат. Ти си една од ретките наискрено. Кога на многу интервјуа ќе отидеме и прво прашање како се чувствуваш. Ме разбираш? Мене тоа ме нервира. Интервјуата во Србија на пример се многу комплетни. Новинарите се многу информирани. Јас сум бил на интервјуа кај што не знаат како се презивам. А јас пример имам песна прва трендинг. Тоа не е дека јас сум познат, туку ти си новинар, тебе ти е тоа работа, ме разбираш? Овој проблем трае со години, не е сега дека јас го открив и јас треба да го променам. Меѓутоа ако не почнеме од негде никогаш нема да се промени. Така да одговорот на кратко, веќе долго кажав, меѓутоа на кратко е смениме главата малку и да почнеме да работиме за сцената сите заедно. Така и вие ќе имате повеќе работа, така и ние ќе имаме. Се согласувам со тебе. Кажи ми за твојот YouTube канал што треба да очекуваме, бидејќи морам да те пофалам навистина со Марта и со сите оние другари ваши, нели сте прекрасни и навистина знаете секојаш да ни насмеете убаво. Кажи ми нешто ново што дали ќе долета некое нешто, дали ќе има некои изненадување, дали ќе има некои предизвици, пошто можам да забележам дека на твоите нели канали секојаш има некој од секојдневието. Значи ние не знаеме што треба да очекуваме и тоа за TikTok ти е супер, феноменално. Да, фала ти. Па еве почнав пред неколку дена, направив челендж со јадење. Супер помина 40.000 прегледи за 2-3 дена имам, можеби ќе продолжам да јадам. Ако се здебелам, драги гледачи, тоа е. Да не се Марта и Мандар и Дарко, мислам дека каналот не може толку брзо да рипне и очекувајте секако со нив многу ствари. А од се надевам 12 септември почнува нова сезона на Лазаров шоу. Направивме летна пауза, се враќаме со ново руво, ново студио, нов концепт, така да тоа ќе може да го очекуваате и дефинитивно еден многу помотивиран Стефан Лазаров, еден многу поенергичен Стефан Лазаров и да се потрудиме годинава, дај Боже да стигнеме до тие 100.000 сабскрајбери. Добра, и пред самиот крај кажи ми 3 работи без кои не можеш. Брзо. Клуч, телефон и новчаник, полн со пари, се шалам. Не, реално. Марта, семејството и секојдневната работа. Реално. Сега Стефан, јас сакам нешто за крајот на емисијава да ти дадам, бидејќи во шоу таим имаме соговорници кои што се поврзани со мода и убавина, а ти си еден од тие соговорници и ова е еден скромен подарок за тебе, но секако од срце од тимот на шоу там, да. Може да видам? Точно, да. Чекај. Скала. Парфем. Супер. Конечно ќе мири само убаво. Да, секако Скала ни се спонзори нам и секојаш веќе на пазар се 30 на години, заедно со спорт и убавина, значи имаме косметика, па затоа на нашиве соговорници кои што се дел од шоу там и нудиме подароци. Сакам да ти се заблагодарам за одвоеното време, ти посакувам уште многу успеси, достигни го врвот и при самиот крај ако може да ни кажеш некој совет за оние млади кои што сакаат да се занимават еве вака со јутјуберство, што треба и како да направат. Знаеме дека предизвици има, но сепак. Ќе кажам, погледнете мене. Секогаш ќе се кажувам за пример пред 3 години извадив песна која што имаше 7.000 views, кој што ја исмејуваа песната, ме праве антиталент и така натаму. Позади мене стои Бина. Не велам дека се е возможно и дека треба да пробувате се и дека секој може да биде се. Меѓутоа, ако нешто стварно сакате, ако сакате стварно да успеете, работете на тоа. Не доаѓа преку ноќ, меѓутоа ако работите ќе дојде. И во некоја следно интервју нека дојде и Марта, таа е позади нас, но нема врска, ја поздравуваме и ти посакувам се најдобро. Фала ти и тебе, поздрав за вашите гледачи и се гледаме пак. Кога и да паднам, јас се враќам као пист. Први сме на рангот, нема да е ладно, додека сум жив. Бараби од мали, растени без пари, само еден тим. Само еден тим, јас сум пист. Време е за вашиот уште поомилен сегмент од нашата емисија, кога Showtime ве води надвор од границите на нашата земја. И овој викенд ви подготвивме ексклузивна приказна од центарот на шоу сцената
Белград. Топол летен ден, октомври, промоција на романот Изгубила сам себе. Со насмевка на лицето не дочека Висна Дидиќ, единствена, автентична и секогаш своја. Токму затоа не интересираше колку е тешко да се задржи таква сите овие години. Pa meni nije teško, ja ne umem drugačije. Bilo bi mi jako teško kada bi mi sad neko naredio da ja to moram drugačije, kukavički, bez osjećaja. Ne bi umela to, bilo bi mi teško. Možda bi umela, bilo bi mi jako teško. Зошто одлучила баш на ова место да ја одржи промоцијата на својот 13-ти роман и дали можеби постои посебна причина ни открива продолжение. Postoji razlog zbog čega sam večeras vas, kolege iz medija i svoje prijatelje i saradnike pozvala baš u ovaj restoran Mala Vilja, u kojem su nekad dolazili Bata Stojković, Dušan Kovačević i tako dalje, a postoji nešto što je vezano za moju najveću intimu i to ću reći kad se budem obraćala svima vama. Ја прашавме и зошто секогаш одлучува во јуни да ги објавува своите романи. Zato što je tad najlepše svakoj studentkinji, svakoj majci i svakoj zaposlenoj ženi, kraj ispita, kraj škole, početak raspusta, početak godišnjih odmora, plaža, bašta, more, planina, relaksacija i prosto ja sam ušla u književnost ne sa idejom da ću osvojiti Nidovu nagradu ili da me u udruženju književnika tapšu i da me onako posmatraju još bože što si pametna. Ja sam stvarno ušla u književnost sa željom da ti moji romani moje čitateljke zabave, da im brže proleti vreme i da nešto nauče i da pronađu sebe u tim romanima. Доколку би се случило да добие некоја токму таква награда, како таа би изреагирала? No baš me briga za nagrade. Moja najveća nagrada je zaista što ovo je 13. roman. Neke statistike pokazuju da je oko 2 miliona žena u celom regionu za ovih 10 godina pročitalo moje romane. Ne postoji nagrada veća od toga. Ja sad da se kandidujem za predsjednika i da potpišu, da glasaju samo moje čitateljke, pa ja bi bila predsjednica Jugoslavije, a ne Srbije. Samo da ne bi izvukli, šalim se, sve se šalim, da ne bi sutra osvanilo Vesna Dedić i to. Потоа таа ни откри ни се што поминала додека го пишувала овој роман. Izgubila sam sebe, objavljen je pre 3 nedelje. Ja uvek kažem kad objavim roman, to je najbolje što sam umela. Ja bolje nisam umela. Sve što sam u ovom trenutku, sve što u ovom trenutku osjećam, znam, sve što mogu da ponudim čitateljkama, ja sam napisala romanu Izgubila sam sebe. Bolje ne umem. Ono što je velika sreća, ove 3 nedelje zaista stižu komplimenti, neki tvrde da je to najbolji roman, najzreliji, a oko njega sam najviše strepila, kao i svi mi što smo protekli godinu dana najviše strepili, bili najmanje sigurni u sebe, tako sam i ja zaista bila najmanje sigurna u sebe pišući ovaj roman, a ispostavilo se da delujem kao najsigurnija. Се обсрнавме и на насловот на романот, па ја прашавме дали никогаш таа си изгубила себе. Jesam. Gubila sam ja sebe milion puta i u poslu, i u ljubavi, i u prijateljstvu, i u majčinstvu. Ja mislim da ne postoji žena, svaka čast ako postoji neka koja nije gubila sebe. I jesam, ali ono što je najvažnije da sam se vraćala sebi. Се потрудивме да дознаеме и како таа успела да излезе од таквите ситуации. Eto piše u romanu. Postoji zadnje poglavlje, kao vratila sam se sebi i tu sam toj glavnoj junakinji zaista dosta svog iskustva dala. Романот говори за љубовта помеѓу двајца млади, па таа ни одговори колку и дали во животот имала невозвратена љубов. Znaš ti koliko ja imam i uzvraćenih i neuzvraćenih ljubavi? Pregršt. Ali sad kad pogledam sa ove tačke, sa ovog vremenskog odredišta i te koje su bile neuzvraćene, dobro je što nisu bile uzvraćene. Дали никогаш размислувала да замине од водителството и да се посвети само на пишувањето? Ни откри за нашата камера. Ne, meni je to televizija, pisanje, Lenka, prijatelji, ljubavi, meni je to sve jedno, to je moj život, ne vidim razlog ja da se odričem nečega. Lepo mi je sve. А ја прашавме и дали постои некоја место каде таа најмногу сака да пишува и каде има најмногу инспирација или сепак тоа кај неа доаѓа само од себе. Nema samo od sebe, ja sam pre svega zanatlija koji odluči da napiše roman i onda ga ja napišem. A najlakše, imam svoje radno vreme, svakoga dana, zna se koji deo dana provodim, ne znam, ribam kuhinju, pišem roman, idem na televiziju i tako sve to radim. A najlepše i najlakše pišem dole, selo Pržno,
koji završi uvek od svakom od mojih romana. Од секогаш поставувала високи стандарди, па не интересираше. Дали некогаш имала мала доза на страв создавајќи нешто ново? To je moj najveći problem i ako umrem pre 95. godine života, to će biti zbog toga što sam mnogo strahovala pišući svaki roman, da li će naredni opravdati očekivanja čitateljki. Не можеше да се укрие дека на големо работи на уште еден нов роман. Jesam, odavno sam počela da pišem sledeći koji ima toliko šokantnu temu za srpske uslove, pa za evropske, i onda nisam bila psihički spremna da izađem u javnost, među ljude sa tom temom, ali mislim da sad jesam. Kad sam pregurala koronu, pregurat ću i takav roman i ja mislim da možda jesen, zima objavit ću. Таа смета дека човекот треба да биде доволно зрел и да помине одредени фази на животот, како би можел да говори и пишува на одредени теми. Tačno, ja mislim da postoji, nije slučajno što su naročito u književnosti i slikarstvu godine stvar koje igraju za tog nekog. Godine igraju i u svetu novinarstva i medicine i tako dalje, ali mislim da je vrlo specifično kod slikara i književnika. Насловната песна за нејзиниот роман ја отпеа Милица Тодороvić, а како токму неа ја одбра, ни откри за крај на нашето Showtime дружење во Белград. To bi vi rekli na keca. Kad sam čula pesmu koju je Jelena Trifunović napisala, ja sam rekla Jelena, Milica, ona je rekla tačno Milica, pozvala je Milicu i Milica pristala i zaista uspeh pesme u trendingu je na svim YouTube kanalima, ne znam, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Slovenija i tako dalje, pokazuje da je to bilo to. Šalim se ovih dana, rekla sam Milici Todorović, vidiš kad sam ja producent pesme kako sve uspe. Tako, sad ću time da se bavim. Уверен сум дека по втор пат ја оправдавме вашата доверба и гледаност со нашите неделни премиерни ексклузивни приказни. Пред да се поздравиме, морам да ве подсетам на нашите Showtime пријатели Elite Sofa, Deus Optica, Графика Print, Scala Sport & Beauty, Mago Fashion и Profit Studio. Истите се заслужни за реализацијата на нашата емисија. Воедно студиото на нашата емисија се наоѓа во салонот за мебел Elite Sofa, место така да ќе најдете модерен и удобен мебел со италијански дизајн, кој ќе го користите во текот на целиот живот. Дел инаку од понудата нивна можете да најдете на нивниот веб портал elitsofa.mk. Јас се поздравувам и се гледаме за точно една седмица кога ве очекува многу нова музика и забава од шоу сцената. Се гледаме за една седмица. Поздрав! Посакај ти на мене, втисни се, на усни да те имам, опушти се. Корам за нас, копиум без срам ти втиши ме, дел по дел со головом имај ме. Паѓам за нас, не мораш толку да болиш, не знај колку копнеам на себе да те припијам, да те вдишувам, со тебе да се во себе, уништи ме, на душата то важа, запиши ме. Мене за нас, копнеам и не сакам да поминеш, бранувам те, носам да ме потонеш. Тонам за нас, не мораш толку да ме